Граѓаните од денеска започнаа да ја применуваат мерката на владата за задолжително носење на заштитна опрема, маска, марама или шал, која ќе трае до одредено време. Овие мерки важат за сите граѓани кои се движат во маркети, аптеки, затворени простории и на јавни површини каде што нема можност да се одржи потребното растојание од 2 метри. Носењето на заштитна опрема не е задолжително во дворовите на семејните куќи, стамбени згради, при спортување, возење велосипед и возење на автомобил со членови од семејството. Доколку не се почитуваат овие мерки, односно доколку граѓаните бидат затекнати од страна на полициски службеници без заштитна опрема, владата донесе одлука истите да бидат казнети со паричен надомест од 20 евра. Правните лица пак што нема да обезбедат заштитна опрема на своите вработени, казната е 2000 евра, а за одговорното лице во фирмата казната е 500 евра. Министерството за здравство апелира до сите граѓани целосно и без исклучок да ја почитуваат мерката за носење заштитна опрема за покривање на носот и устата, задолжително често и темелно миење на рацете со сапун и вода или средство за дезинфекција, одржување на физичка дистанца од 2 метри секогаш кога тоа е возможно. Покрај овие мерки, владата на вчерашната седница донесе одлука да се намали полицискиот час, односно истиот наместо од 16, од денеска ќе започнува во 19 часот за време на работните денови, а од понеделник до петок, а за време на викендите ќе започнува од сабота од 15 часот и ќе трае до понеделник до 5 часот наутро. Потребно е во овој период граѓаните да не се ослободат и да заборават на епидемијата, туку напротив да ја подигнат свеста и да предонесат во спречување на ширење на COVID-19.